По неколкудневните врнежи од дожд и топењето на снегот од ноќеска поплавен е регионалниот и меѓународен патен правец Тетово-Јажинце кај мостот во село Доброште. Надојдената вода тече над коловозот, при што има и наноси од камења, кали, дрвја. Сообраќајот е во прекин и се пренасочува преку локален спореден пат. Екипи на Центарот за управување со кризи се на терен, додека механизацијата на јавното предпријатие Македонија Пат работи на расчистување на коловозот и коритото. Тоа е проблем на дојдената река, водата што доаѓа, ни прави проблеми, ќе мора коритото комплетно да се исчисти. Додека не се санира коритото, трупот на коритото, речното корито, водата да поминува под мостот, сообраќајот ќе не може да се одвива. Интензивно ќе се работи, очекуваме до вечерните часови реката да продолжи со течење во коритото, а сообраќајот да се одвива нормално. Екипи на општина Теарце уште вчера вечер почнале да интервенираат со багери и го рушиле горниот мост на реката Габорска, со што било спречено да се поплави делот село Доброште. Во поплавата оштетени се неколку електрични столба, а имаат штети и 2 мали хидроцентрали. Им наредив да се руши мостот. И значи таа одлука од градоначалникот беше оправдано. Да не интервениравме ние синоќа од 19 до 22 горниот дел на селото, кој знае какви последици ќе имаше. Има рушени столбови, проблем со осветлувањето, блокирана стариот качанички пат, значи овде е 30 метра, патот е блокиран, не постои пат и коритото е полнато со материјал. Жителите од село Доброште велат дека не паметат толку голема поплава на оваа река. Среќни се што нема поголеми штети. У 5 сат станав ја, видим све по џади иде водата. И после 5 одма крене сам доле да иде. Се отвори пут тамо и после дошao и црвени багери и отвори овде малам пут. И бандерите се рушили, знамо. Ноќеска и реката Бистрица се излеала во неколку населени места. Во село Теарце се поплавени неколку плевни, додека во селото Јегуновце биле поплавени неколку куќи и градини. Градоначалникот на општина Јегуновце Дарко Блажевски информираше дека општинските екипи ноќеска работеле на терен и дека денес ситуацијата е под контрола.